Казната како учител. Секоја казна во почетокот не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но потоа таа им принесува мирен род на праведност на оние што ќе се поучат од неа. Послание до евреите, 12 глава, 11 стих. Казната не е само надворешна строгост, туку и тивка последица што произлегува од нашите постапки и пропусти. Најчесто во почетокот се доживува како болка или ограничување, како гребен што безмилосно го прекинува вообичаениот тек на животот. Но токму во тој прекин се отвара можност за согледување на реалноста од поинаков аспект. Оној што не бега од казната, туку ја прифаќа како опомена, почнува да ја разбира незината смисла. Со истрајност и внатрешна отвореност, од тежината се раѓа јасност, а од болката внатрешен мир. Така, казната станува тивок учител што не оттурнува, туку не води по врвицата на праведноста и смирението во животот. Секоја казна во почетокот не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но потоа таа им принесува мирен род на праведност на оние што ќе се поучат од неа. Послание до евреите, 12 глава, 11 стих.